супер. Ниш си свирал. Си отишол напред, човече. Се што е Табанов се нагоре напред. Макар и у Врања свирал. Не, ова со Ниш, ја морам... Секој вечер свирам, така да немам потреба од авторски концерт, затоа што на сите мои наступи едно 30 до 40% се мои авторски numeri, знаеш, така да... Да, едно собирање големо стадионче, некоја размена на енергија, флаши, пива, нешто не патам од тоа дека треба да свирам на стадион, али ако тоа дојде спонтано, он након 20 години напуни арена, тоа е круна на неговата кариера и дај Боже да свири уште пред... Ти немој да ми слутиш, ко кажу. Пред повеќе не. Идемо дале. Не, тоа е Рубин у круни. Не сакаше да го чуе крајот на мојата реченица. Дај Боже да свири, не знам, на поголеми простори, да свири барем на, да кажеме, стадион и она што свирева AC/DC или Маракана. Макарона. Пре или каснije? Па заедно, еве ја ти Evo za прогнозирам. početak Aleksandra očekujemo 14. februara u Beogradu i Супер. to će biti okej. Ти си 14 август во Белград. Белград на Пивофест. На Пивофест. Aplauz. Да. Таму да ставиш. Браво, Александра! Вани или преклани на Калемегдан бев на Пивофест. Ne, prošle godine je bio na Geri prvi Moore, put na беше, Ušću, a беше, ne znam, ranije godine je bio na Кој беше Kalemegdanu. Гери? Гери Мур. Гери Мур, а? Ти на мене ти е фори, а? Со што се римува Мур део? Со bratина Lidija. Така е. Дали се живее од рок-н-рол 20 години или се живее за рок-н-рол 20 години? I jedno i drugo. Vrlo zanimljivo i pitanje i konstatacija. Ako ne živiš za rock and roll i ne posvetiš ceo život muzici, onda ne možeš da očekuješ ni da će muzika da živi za tebe i da ćeš ti živjeti od muzike. Да, фидбекот е финансиски, дали е она што те одржува или тоа е некоја Znaš љубов? kako, na početku je bilo vrlo neizvesno, ali prebrodili smo ono, tih prvih 10 godina je bilo zaista teško. I posle toga smo ušli u jedan standardni put, Van Gogh je napravio neki svoj stil, otrgnuo se od nekih ranijih stilova na koji smo se možda oslanjali i nekako to je sasvim normalno za razvojni put benda. I nakon toliko godina sva naša deca, a ima ih dosta u celoj ekipi, danas su od malih nogu na rock'n'rollu. Да, колку луѓе имаат продефилирано низ Ван Гог, онака као састав, дел од састав? Отприлike имаш некоја цифра, колку? Па, знаеш некоја како? груба бројка, одокативно, онака, нема да знам. Možda par njih. 7-8 сигурно може да Ne, се набра. 5-6, da. 5-6. Da se nađemo na 4-5. Да, окей, ни твое, ни моje. Evo, Добре. da. A to su ljudi sa kojima mi i dan danas ono, funkcionišemo lepo i nekako oni su našli svoj put u životu i krenuli svojim putem, ali danas smo kažemo u dobrim odnosima i oni vole to što mi radimo i lepo je da smo ostali u takvim odnosima. Супер. Александра, сега кај нас приликите во Македонија какви се, колку за рок-н-рол, колку од рок-н-рол? Мислам дека и едното и другото исто како што каже Джиле. Да, дефинитивно. Затоа што Ма уште еден, не? Како го кажа ова, брат? сакам да кажам дека и во Македонија има рок публика, значи луѓе кои што навистина сакаат да чујат добра музика, затоа сме пример, еве, и Бени може да го потврди, мислам дека истото, зашто секогаш има доста публика на и на концерти, На тие на така настапи наречени и клубски така натаму. свирки, Дефинитивно. твојот став секако е сигурно тука некаде меѓу таму. Апсолутно, само треба да му се посветиш онака животински. Животно, значи цел живот треба да му го подредиш, треба да имаш срце за рок-н-рол. Тоа е рок-н-ролот е некако више филозофија на живење, него ли само музицирање. Рок-н-ролот од увек бил и некој вид на отпор. Треба да си доволно тврдоглав и будала да се бавиш со ова со што... Добро, вака као рок-н-рол, момци, девојки, нели она, вајда имате во Македонија прогласено кои се нај-рок-н-рол градови, кај најдобро поминуваат. У секој град у Македонија има една критична рок-н-рол маса, веруј ми. Стално има едно 500 луѓе да дојдат да видат. А тоа е доволно за клубска атмосфера, знаеш. Пошто сите големи светски бендови од типот на, не знам, Stones, AC/DC, Metallica и така даље, они сите након тие големи турнеи, нивни диносауруски, они пак доаѓаат бараат да свират у клуб пред 2-300 луѓе, пошто флуидот, енергијата е другачија. Па да не драпаме многу, да ја чуеме таа фамозна, толку позната песна од Ван Гог и Џуле. Значи, Џуле нема да пее во негова чест вечерва. Неко те има ночас. Ајде, Скандал састав. Може!
slučajno kom čemu ovaj grad te noćas sakrio, sada ne mogu da se smirim i što se dogodilo, poludeo sam sasvim, otkad mislim na tebe, sve se izmijenilo. I dan kad su noge naviknuti, više nisi tu, sad ne mogu da zaspim. I nešto se dogodilo, poludeo sam sasvim, otkad mislim na tebe, sve se izmijenilo. Neko te ima noćas, neko te voli. Neko te ima, to nisam ja. Neko te ima noćas, neko te voli. Neko te ima, to nisam ja. Ma to nisam ja. A nikad ne padne, jer te sakrio ovaj grad, ne mogu da te pronađem i ne mogu da saspim. I nešto se dogodilo, poludeo sam sasvim, otkad mislim na tebe, sve se izmijenilo. Neko te ima noćas, neko te voli, pa neko te ima, to nisam ja. Neko te ima noćas, neko te voli, neko te ima, to nisam ja. Pa to nisam ja. Ovo je naš poklon publici za ovu emisiju. Dobro, Ovo vi tamo što beležite, ništa ono nemojte da ovo je beležite. poklon. A ovo je poklon. Publika aplauz. ne, on se otkaže od autorskih prava za den. Odrećemo se. Ne, da ja ispev, jakie se odrečеше od pesната. Има налетано некоја бизнисменка да те цени до сега. Или има... Biznismenka može da šeta pudlicu, a o ostalom ćemo se dogovoriti. А за пудлицу ćemo se A za договорити. pudlicu ćemo se dogovoriti. Значи, тешко е да се најде спонзор, така? Во принцип, Znaš kako, за рок-н-рол. nije teško, mislim, ovo vreme u kom živimo i ovo sve što nas je ono zveknulo po glavi i kao to nema pare u celom svetu, ok, negde rock'n'roll i nije nalazio uporište stvaralačko po nekim palmama, na Bahamima. Dobro, Stonesi mogu da sednu na Bahame pod palmama i sada imaju milijarde. Ali, znaš, ova vrsta muzike izađe iz nekog bunta, iz nekog nezadovoljstva i posle, ako zaradiš pare, odeš pod palmu. Лед Цепелин стварно не правиле, не се мешале меѓу луѓе, али имале доволно пари да купат планина. Секогаш Да тоа се почеток населат таму идеологија кој не може која... да им дојде. Значи разликата е во тоа што ние исто би се понашале, меѓутоа мислам дека не можеш да си ги дозволиш работите кои си Ne, mi bi kupili neku planinu, mislim, ali sve su raspravili. Колегата Мик Джегер, например, тоа што може да си го дозволи, он колку ќе стрпа у носу вечер, ја не можам за година дена да потрошам. Но тоа не е проблем, нели? Битно дека ние го сакаме рок-н-ролот. Ова се сериозни теми, ја мислам дека ги искористивме сериозните теми, така? Сериозните џокери ги искористивме. Може малку да ја свртиме емисијава на друга страна, нели? Така работи. Што е она што те нервира на естрадата, во рок-н-ролот? Има нешто што те вади од кожа,
не mora da je za ubistvo i takvi работи со... Dosta sam se nervirao i doveo sam sebe u stanje da se ne nerviram, jer sam skapirao da se mnogo nerviram kad se nerviram. I da ga niti nosi ništa. I da to samo može da me mnogo iznervira. I da se sigiram. Tako da ništa ne može da me iznervira. Možda mi malo smetaju ovi što preko noći postanu, znaš, kao neko i nešto, a ljudi koji se trude godinama baš imaju trnovit put i moraju baš svemu da se posvete ili im se gleda, traži im se igla u plastu sena. Znaš, podložan smo područje Makedonije i Srbija i Bosna i Hercegovina, znaš, takva je situacija, i svinja preko noći postane sveta krava. Znaš, imaš neku kintu, platiš ovom, ovaj ti uradi pesmu, ovaj ti napiše tekstove, ti staneš pred mikrofon, obučiš neku kratku suknju i sad si ti zvezda. Ovo, evo, zapamti me, svinja preko noći postane sveta krava. Ne, mi imamo milion primjeri takvi. Ovdje ne znam za gore, mislim, pretpostavljam дека malce je reducirano ili ги тргаат. Аз пошто редовно свирам. Кај мене стално доаѓаат одредени фаци кои што имаат направено Не покажувај со прст на кај звезда, ќе израсне брадавица. Молим. Имаат направено некаков помак во собствената кариера и онда кои ќе дојдат, кои ќе застанат пред, не знам, 1000 луѓе у Миднај, да кажем, у клуб, и, не знам, свириме нешто. Знаат така да се избрукаат, така да се избламираат, и онда знаеш, кој ќе се симнат од стејдж, све некој нешто им е крив, полека гледаш, нема ни